Како што најавив мој следен гостин во студиото, Петар Богоевски, лидерот на Македонски концепт. Добро утро, добре дојдовте во студиото на Утренски брифинг. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро утро и благодарам на покана. Да почнеме од рано на утро. Така, од анализа на барем овие прелиминарни резултати кои ги добивме од соседна Бугарија, повторно партијата на Бојко Борисов прва на листата и изненадувањето веднаш зад него шоуменот Слави Трифунов. Каков е вашиот феноменот? Каков е вашиот став? Очекувавте ли прво за очекувањата, очекувавте ли вакви резултати? Каракачанов остана некаде на 7-мо место без некои големи шанси да биде дел од новата влада. Каракачанов го споменуваме бидејќи важи за еден од најжестоките критичари на нашата држава, или ќе кажам најголемите генератори на проблемот со нас. Добро. Каракачанов се повикува на наследство на историското ВМРО. Тоа се македонските друштва. Он успеа да ги киднапира, да го киднапира сојузот на македонските друштва, СМД, и да го претвори во бугарско национално движење БНД. Де факто, неговата тема е Македонија. Он се смета себе си за наследник на историското ВМРО и поради тоа веројатно е најекспониран во македонската јавност. Но добро беше да биде експониран во македонската јавност по-добро за Македонија, работејќи за добрососедство помеѓу двете држави. Он се истакна или одлучи да биде да го искористи македонското прашање, да ги собери сите македономрци, мразачи на македонците, а бара гласови од македонците во Бугарија. Токму ради тоа му се случи оваа катастрофа. Мислам дека изгуби тој и на изборите во Македонија. И македонските бугари не гласаа за него. Барем имам информации за Струмица победи Демократска Бугарија, а не ВМРО БНД. Така да, според тоа што го гледам, факт е дека македонците му испратија порака на тој тип политики дека не поддржуваат навреди или омаловажување на се она што е македонско, и мислам дека тоа е една одлична порака од овие избори, клучна за нас, за Република Македонија. Дали ова значи дека очекувате поинаков став сега по изборите? Со господинот Каракачанов тешко поинаков став. Не со новата гарнитура. Очекувам, бидејќи последните информации се дека он не влегува во парламентот. Токму затоа ве прашав, дали без него во парламентот очекувате поблаг став на Бугарија? Доаѓаат сега гласовите од диаспората. Тоа значи дека он ќе паѓа уште подоле, затоа што сите млади луѓе кои се насекаде низ Европа не гласаат за таков тип на партии, гласаат за модерни европски опции. На тој начин очекувам резултатот да се влоши на ВМРО БНД, на тој начин да бидат и надвор не само од владата, него надвор и од фокусот на политичкиот живот во Бугарија, и секако дека тоа ќе придонесе за олабавување, односно нормализирање на односите помеѓу нашите две држави. Но највеќе ќе придонесе тоа што во вкупниот резултат во државата се поделија на таков начин гласовите да онај демократски блок, онај би го нарекол реформаторски блок, она модерна, во Бугарија викаат граѓанска десница, тоа е Демократска Бугарија, успеа да победи во Софија и да го победи и ГЕРБ, успеа да стигне на место да биде клучна за формирање на следната влада, и тој се блок секако дека ќе придонесе за сосема нов тип на политики кој Македонија. Вие ги повикавте македонците или македонските бугари, како што ги нарекувате, да гласаат во Бугарија. Ваши фаворити, она на кој што вие предложивте, се ДПС и Демократична Бугарија, а тие се четврти и пети по бројот на освоени гласови вчера. Јас ги повикав македонците со бугарско државјанство, ги повикав македонските бугари и бугарските македонци, го имаме сето тоа во овој момент.
најголем број се македонски, бугарски македонци, се извинувам, односно преку 2 и нешто, 2,5 милиона македонци во Бугарија кои живеат, живи, здрави и себе се изјаснуваат како македонци. Јас ги сретнувам често нив. И добро е што послушаат. Тие се најголем дел себесвесни, сконцентрирани во Софија и сите тие застанаа на страната на демократска Бугарија. Во Македонија се уште немам целосни резултати, но еве гледам дека... Во Македонија за изборите тука... гласале помалку од 500 лица. Да, но ете го прифатиле нашиот апел, еве за резултатите кои ги имаме од Струмица, и таму победи демократска Бугарија, така да сме ја погодиле работава. Односно македонците кои имаат било каква врска со Бугарија поддржале една модерна демократска опција. Но зборуваме за 471 лице. Може би знаете, ДПС ја викаат во Бугарија турската партија, но во суштина тоа е за нас најпозната партија по европскиот пратеник Илхан Чучук, кој е репортер, известуваш за Македонија во моментот во Европскиот парламент, човек кој има апсолутно позитивен став за Македонија и апсолутно е против бугарското вето и инсистира на започнување преговори на Република Македонија со Европската Унија, така да ради него и неговата позитивна улога во сите процеси, на мојата позитивна листа ја ставив и ДПС. Ви останав должен за одговор за прашањето за Слави Трифунов. Тоа е исто како во Македонија, да речеме, да излези некој од хероите на К-15 и да побара поддршка. Ја мислам дека ќе ја добие. Зашто? Затоа што на луѓето им е преку глава од многу сериозни политичари кои не прават ништо сериозно. Преку глава им е се што се случува во земјата и на тој начин викаат: добро, ќе гласам за некој шоумен, барем ќе не забавува. Тоа се случи во Бугарија. Луѓето кои по анализите... Но тој шоумен сега ќе влезе во собрание. И тоа втор. По средина. Ги победи традиционалните социјалисти во Бугарија. Значи, пред се младите гласале за тој шоумен. Чисто онака колку да покажат дека ништо веќе не зависи од партиите и од политичарите, дека кога си член на Европската Унија, работите се ставаат во една контрола и дека ништо веќе не зависи од нив. Таму имаат едно уставно решение каде што председателот на државата може да назначи службена влада. Кај нас викаме нешто као техничка влада. И на тој начин мислам дека и тоа ќе биде решението на крај. Работите ќе зависат најмногу од председателот Радев, а шоуменот веројатно ќе биде интересен за гледање пред камерите и во парламентот и се надевам дека ќе олабави малце по македонското прашање, бидејќи шоуменот е посебно загрижен за крадење на бугарски песни во Македонија, а сите до еден на кој он ги интерпретира се ново компонирани македонски песни, што е уште потрагично, од Гоце Фест. Така да ќе биде интересно да го следиме тоа, но се надевам дека таа мешавина, шоумен, да, но се надевам дека таа мешавина таму ќе овозможи да ја спуштиме топката на, условно кажано, војување помеѓу двете држави. Вистина, извојувавме доволно добро една година, покажавме и ние дека знаеме да дадеме отпор и да се спротиставиме на тој степен на навреди. Јас и од тоа бев мотивиран, јас сум обично познат по тоа што години сум се обидувал да ги смирам тензиите помеѓу Македонија и Бугарија, но до тој степен беа навредите кон нас македонците последнава година, што не те оставаат едноставно равнодушен да не им помогнеш на оние луѓе кои се борат живово да докаже дека се македонци, а не располагаат со аргументи. Да, многу себично ако ние ги криеме тие аргументи и не им ги дадеме. Лицемерието беше многу големо затоа што пак тие ги броја сите наши известувања и ги препишуваа како да е тоа говор на омраза кон Бугарија, што воопшто не е така. Зборувам за сите известувања во нашите медиуми. Повикот мој за интеграција на македонските бугари во македонското општество
вице-премиерката и министерка за надворешни работи Катерина Захариева го оцени како повик за интернирање во возови на бугарите од Македонија. И јас се смеев, тоа го може да го смисли само чуден мозок, кој веројатно за време на Втора светска војна смислил транспорт на евреите. Ја не сум ни помислил на такво нешто, обратно беше идејата, но тие си бараа кавга едноставно. Она му каде што ја нема. Значи, нивната проценка беше дека ќе победат на изборите доколку влезат во отворен конфликт со Македонија. И погрешија. Се радувам што пред се градските средини во Бугарија разбраа дека ова само за внатре партиски цели? Апсолутно, значи сето тоа што го правеа последниве барем 6 месеци, таа жестокост на напади, беше од проценката дека 83% од бугарските граѓани се против интеграција на Македонија во ЕУ. На база на таа анализа, социолошки истражувања, они направија проценка дека ако настапат жестоко против Македонија, ќе победат на овие избори. Но интелектуалниот дел од Бугарија ги прочитаа како буквар дека тоа е само за изборите и дека тоа е токму злоупотреба на македонското прашање за партиски цели и не им дадоа поддршка. Борисов понуди експертска влада до декември па нови избори. Што ќе донесе ова за нас? Дали ова значи дека ако се случи, дали можеме да сметаме на тоа дека до декември ќе имаме некој статус кво, некои замрзнати односи што практично повторно би значеле блокада за нас? Таму ќе биде ситуацијата сложена и ќе се создава веројатно владата подолго. Може би така очекува Борисов, но јас мислам дека Румен Радев, председателот на Бугарија, ќе излезе со готова експертска влада и ќе ја назначи во услови кога не ќе може да се создаде стабилно мнозинство. Колку таа влада ќе трае, не знам, но факт е дека сега клучот за решението помеѓу Македонија и Бугарија не е во рацете веќе на Бојко, не е веќе во рацете на Захариева и Каракачанов, туку е во рацете на Румен Радев. Со тоа што Бојко не верувам дека ќе биде против позитивно решение, како личност, он персонално. Има можности да се разговара на база на разум со поддршка од меѓународната заедница, пред се Соединетите американски држави кои се живо заинтересирани и вклучени во тој процес кон донесување на брзо решение, така да таа експертска или службена или како би било на наше техничка влада или службена влада, да, окей, исто се фаќа, таа влада мислам дека не би имала причина зашто не би се вклучила проактивно во затварање на ова смешно прашање, бидејќи станува збор за сосема јасна злоупотреба на позицијата земја член на ЕУ и во спроведување на политики од 19 век под знамето на ЕУ. Настојано се случува постојано, само што очекувавме дека сега ќе заврши. Меѓу другото, прво потпишавме договор со Бугарија за добрососедство, истиот тој договор кој Бугарија сега го крши. Па бугарите сватеа дека тој договор не ги дава тие за нив очекувани резултати. Па решија да си го прекрши. Но ние во Македонија сега треба веќе да започнеме да размислуваме на следна фаза, а тоа е да направиме се што можеме да одбегнеме грчко сценарио во Бугарија, во бугарскиот спор. Да не ни се случи сега со Бугарија да ја оладиме работава, да го оладиме челикот, па да остане 30 години токму затоа да прашав што значи таа експертска влада ако биде донесена, дали знаеме во такви услови дека сите се во таква услови на техничка, експертска привремена влада, сите се фокусирани на решавање внатрешни работи, а според мои информации помалку на билатерални односи. Според мои информации председател Радев уште пред неколку месеци имаше изготвен еден таков технички кабинет. Кога беа жестоките протести во Софија и кога имаше барање за оставка на Борисов, така да мислам дека
горе-доле сега со оваа состојба во парламентот, таа техничка влада ќе има и поддршка од парламентот, со тоа што веројатно во неја ќе има поголема улога и ДПС и Демократска Бугарија, бидејќи они се на некој начин клучни за спојот кој го надмашува бројот на пратеници кои ги има Бојко Борисов. Многу интересно е, само тоа сакам да го потенцирам, упорно Бугарија тврди дека има 120.000 македонци со бугарски пасоши. Ако се потребни 2.500 подписи за регистрирање на политичка партија, јас мислам дека ќе се обидеме со македонски концепт тоа да го иницираме како една иновативна идеја, да се соберат, да им помогнеме на македонците во Бугарија, да се соберат 2.500 подписи на 120.000, вајда ќе ги собериме 2.500 подписи од македонците со бугарски пасоши, да се регистрира една демократска европска модерна во Бугарија, да. Мислите дека ќе ви дозволат? Па сакале не сакале, таков е законот и уставот. Ама веќе гледате дека го прекршија законот. Нашето здружение доби и тужба во Страсбург. Знам, но ова нема да биде на тој начин, на таа основа. Нема да биде на основа како што Омо Илинден тоа го прави, него ќе биде на една модерна европска основа. Идејата е да се нешто како ДПС на турците, нешто што ќе овозможи расширување на македонскиот концепт или македонската кауза во Бугарија, која си постоела низ вековите наназад и во Бугарија стално имало премиери, министри, председатели македонци, има и сега, така да мислам дека редно време е македонците да си ја преземат, не се малку, над 2,5 милиони македонци таму, редно време е да си ја преземат судбината во своји раце и да не дозволат за нив да одлучуваат национал-шовинисти. Те не се ни националисти, него се национал-шовинисти, кои Токму затоа ве прашам дали сметате дека ќе ви дозволат врз нив во Бугарија, туку прават пресија и врз нас тука во Македонија и општо насекаде во светот создаваат вештачки конфликт помеѓу македонците и бугарите. Дали очекувате, накратко само, дали очекувате САД и нивните повици да имаат некаков ефект со оглед на тоа дека одма добија жестока реакција назад? Па веќе имаат ефект. А тоа е? Вчерашното гласање видовте дека имат ефект. Дали е тоа ефект само на САД? Се она што се случи со последните два извештаи. Зарем толку имаат влијание кај бугарскиот гласач? Тоа се пораки, клучни пораки. За состојбата со криминалот и корупцијата. Бугарија е најкорумпираната земја во Европската Унија, која живее најбедно, најсиромашно, ради криминалот. Тоа беше една јасна порака на средина на кампањата. Пред крај на кампањата, Американскиот Стејт департмент им порача дека македонците постојат, ги препознават светот и дека согласно Конвенцијата за човекови права, меѓународното право и правото на Европската Унија, Бугарија не може да го сокрива тој факт. Тоа беа клучни пораки кои ја делегитимира целата антимакедонска кампања во Бугарија. Гледате ли отсуство на жестина од страна на Европска Унија? Во конкретниот случај во споров? Не, многу ми нагледам во Македонија, вклучително и премиерот Заев и вице-премиерот Димитров, дека се љутат на Европската Унија зашто не била жестока. Европската Унија никогаш и не била жестока. Тоа очигледно тие не ја познаваат европската политика. Европа действува на поинаква основа. Европа действува на основа на убедување. Овој пат се најде во една многу неповолна состојба за себе, Европа е злоупотребена. Многу е намалена довербата во Европска Унија, во Македонија. Веќе се случи Брекзит генерално. Нема потреба да се намалува довербата во Европската Унија во Македонија, напротив, треба да ја зголемуваме. Таа е единствената шанса за нормализација на Република Македонија, да живееме еден нормален, спокоен живот и мислам дека Европската Унија, европските институции, особено после овие изборни резултати во Бугарија и засилената улога која сега пак ќе ја добијат во ЕНП, во Европската народна партија,
Демократска Бугарија, Републиканци за Бугарија и други ред партии, па очекувам и СДС-то да се одвои од ГЕРБ, со тоа дел од европратениците да преминат на страната на демократскиот блок и на тој начин во Европскиот парламент да добиеме поддршка за нови политики. Мора да завршуваме. Колешката Елизабета веќе е подготвена. Само уште едно прашање за крај надвор од политиката. Она што мене ми падна во очи, во однос на вакцинацијата, во еден од вашите статуси велите да скалите и екимите први да се вакцинираат. Па сакам да ве прашам не за вакцинацијата, не за политиката, туку за нашиот мајчин јазик. Не ви се допаѓаа зборовите професори и доктори или се обидувате да звучите понародски? Не е тоа понародски, се обидувам да звучам поетно. Да, но ова не се македонски зборови, се архаизми. Тоа се туцизми. А оваа година не само ние, туку и светот одбележува 100 години од раѓањето на Блаже Коневски. Тоа ми се зборови кои ми се наследство од мојата баба и од моето родно место од Крушево. Те се зборови кои користиме редовно како во оне вокабулар, кога сакаме да кажеме нешто архаично. И ради тоа ја упативме таа порака со тие два збора и тоа не ми е прв пат, веќе четврти пат да ги користам така. Да, за да на некој начин ја покажеме тежината на значењето од тие две професии. Лекарската и образовната професија се броени според мене во државата. Адекватни зборови на нашиот мајчин јазик. Со истата таа тежина за докторите. Меѓутоа, овој архаичен дел е исто така дел од македонското историско и културно наследство. Абсолютно. И можеме и во оваа битка со Бугарија за докажување на терминологијата македонска, добро е да се подсетиме дека македонскиот јазик има длабок корен и дека македонскиот јазик има многу своји локални наречја и фази на свој развој. И токму затоа е битно да го чуваме. Што тие тврдат дека е бугарски јазик од периодот на преродбата, тоа е апсолутно македонски народен говор во кој се користат овие архаични зборови кои јас ги користам. Ви благодарам што бевте гостин во денешниот утренски брифинг.